На 8 мај се одржа протест предводен од студентите кои бараат да полагаат правосуден испит на албански јазик. На дел од националните телевизии веста беше прва во дневникот. Овие вести во живо за протестите, но и целокупната политичка дебата околу ова прашање која се случуваше денеска. Останете со нас, почнуваме. Како што е веќе познато, ова е втор протест на студентите албанци, бараат полагање на правосудниот испит на албански јазик, во спротивно ќе продолжат со протестите. Дел од медиумите пак ги пренесоа пораките и атмосферата од протестот подолу во вестите. Како се одвива протестот, кои се главните пораки и дали има скандирања за УЧК како првиот пат? А национални телевизии на албански јазик ги посветија речиси целите вести на оваа тема. Инциденти ерди пасење калимта расти провокои диса протестуес на база етнике, ndërsa полиција реагои me shpejtësi duke arrestuar gjithsej 3 persona. За кои теми и колку простор издвојуваат медиумите на македонски и медиумите на албански јазик во земјава? Проверивме не само преку телевизиски извештаи. Во една недела секој ден купувавме 5 од дневните весници, 3 на македонски и 2 на албански јазик. Не е секој ден ист, но впечатокот е недвосмислен. Медиумите на македонски и медиумите на албански јазик третираат и се обраќаат на паралелни публики во паралелни информациски светови. Во Коха и Лајм, освен дневните настани, темите за кои известуваа во периодот кога ние ги анализиравме, беа поврзани со веќе споменатиот протест и со локални теми за проблеми во средини со претежно албанско население. Нова Македонија, Вечер и Слободен печат пишуваа повеќе за уставните измени, реформската агенда, односите со Бугарија и Грција. Но освен што медиумите произведуваат содржини наменети пред се за македонците или пред се за албанците, скриени актери на ист начин произведуваат дезинформации. Едни за македонци, други за албанци. Në përgjithësi, mediat lokale po shfrytëzohen për një agjendë të huaj, ku dhe po kontekstualizohen këto agjenda të huaja me çështje të rëndësishme për shtetin e Maqedonisë së Veriut, ku përmes tjerash patriotizmi po i shërben dhe po përputhet me agjendat e huaja që kanë për qëllim destabilizimin e shtetit. Како патриотизмот може да служи на странски агенди? Според истражувањето на невладината Democracy Lab, во кое биле анализирани десетици илјади објави во медиумите и на социјалните мрежи од мај до ноември минатата година, тоа се прави преку ширење на посебно дизајнирани содржини за македонците и за албанците. Така, например, на македонски јазик. Некои написи отидоа дотаму да ги обвинуваат македонските академици кои се за компромис како бугарски агенти. Додека на албански јазик. Лажен протечен документ циркулираше на Facebook и еден портал на албански јазик за наводен таен план на партиите на македонците да го поништат Охридскиот рамковен договор. Резултатот од ваквите и слични содржини е: ваквите наративи честопати им служат на интересите на надворешни актери како Русија, кои историски ги искористуваат етничките тензии на Балканот за да спречат единство и интеграција на Западот. Поделеното општество по етнички линии е помалку веројатно да има кохерентна надворешна политика или непречено да се приклучи кон западните структури. Така, ултранационалистичката дезинформација, иако навидум патриотска во своето раскажување, на крајот се усогласува со странски деструктивни цели. Në përgjithësi po rekomandohet që të nxitet edukimi mediatik dhe digitalizimi. Një gjë që është mjaft e rëndësishme është drejt institucioneve shtetërore, të cilët duhet të janë më të hapura dhe transparente ndaj publikut dhe të mos lejojnë të krijohet një vakum informativ i cili më tej po lejon që të shfrytëzohet ky momentum për të pasur më tepër dezinformata. Консултантката за стратешки комуникации, справување со дезинформации Светлана Силјановска оценува дека производството на штетни наративи води сметка за поделеноста на општеството по различни основи. Тоа го објаснува преку алгоритмите по кои функционираат онлайн медиумите. Во суштина, што се случува? Вие
алгоритмот на социјалната мрежа која што денеска ја користите во текот на денот, детектира која е содржината која што вас ви интересира и доколку да речеме вие сте идеолошки десничар, ќе ги селектира и медиумите, односно онлайн порталите кои што веќе имаат содржини на социјалните мрежи, на своите профили на социјалните мрежи и само тие содржини ќе ви ги пласира. Создавањето штетни наративи за различни општествени групи го отвора исто така и прашањето која е целта? Например, низ пластичен пример, тоа е потикнување на чувството дека работите не се случуваат со активна промена на граѓаните. Еве да речеме, во нашиот случај тоа се изборите. Целта е да се стигне до што е можно поголема пасивизација и неизлезност на изборите, бидејќи на тој начин, еве да речеме, политичките партии ќе имаат работна задача да го мобилизираат само своето членство. И на тој начин ќе ги добијат или изгубат изборите само со мобилизација на своето членство, не бавејќи се воопшто со придобивање, условно кажано, нели, на граѓаните кои што се неопределени или не се во нивните гласачки бази. На темата странско мешање и манипулации со информации неодамна се одржа дискусија во Скопје во организација на Институтот за комуникациски студии. На дебатата беше присутна и консултантката за медиуми во ОПСЕ ОДИХР Франческа Боџери, која била дел од мисијата на изборите во 2017 година во Македонија. Таа се фокусираше на наративите за време на изборниот период. And this is what I would like to share, that this is a global challenge and no one can face this challenge alone, and therefore the efforts of multi-stakeholder approach is what works best, and the successful countries are those who can really put in place this system, like meaning cohesion and cooperation between state institutions and civil society, and this is what has been like a great success. Дел од меѓународните представници и експерти го споделија своето и искуството на своите држави во обидот да воспостават најсоодветен модел на превенција. I would highlight the examples of Sweden and the Psychological Defense Agency. France has a strong agency dealing with digital threats. It's called Viginum. Ukraine, for obvious reasons, has a very strong sort of infrastructure for dealing with information manipulation. And this is interesting because at this stage there is no unified model, and so I'm looking and I'm very curious about what is going on in different countries, because we might learn from all these different experiences, including from North Macedonia. Or are they just someone who's really Џон Мекарон Шипман од службата за комуникации на владата на Велика Британија зборуваше за начинот на превенција кој го спроведуваат тие. But strong approach with the social media organizations themselves, because I think we have lived in a bit of an invisible hand free market when it comes to the information environment online. But ultimately, Resist has worked in the UK to date, especially considering the things that haven't come to light. So this morning, and every morning, a few of my colleagues who sit next to me in the office will be doing a report at 6 o'clock every morning, seeing what information threats are coming up on the horizon and tackling them from the beginning. Doesn't stop everything. Some things get through, but it is working. Препораките ги слушна и представници на македонската влада. Пред аудиториумот објаснија дека е направена национална стратегија за сајбер безбедност со која се детектираат хибридните закани и се отвора можност за подзаконска рамка која ќе биде своевиден патоказ. Ми се отвара мене лично една дилема, а тоа е дали преку рестриктивни мерки можеме да дозволиме ние да се најдеме во ситуација каде што навистина санкциите ќе се чувствуваат како цензурирање, каде што ќе се чувствуваат како поголема политизација, подалба во јавниот дискурс, и затоа мислам дека е најдобро ова да го третираме како општествен проблем на кој што треба институционално во соработка со сите останати чинители да одговориме, и како влада го имаме тој став и цениме дека заедно со сите чинители всушност и денешниот настан е показател дека навистина сакаме да ги вклучиме сите страни. На прашањето кој е најсоодветен избор на модел или механизам за заштита, Силјановска вели: европската регулатива која ги обврзува социјалните мрежи да ги филтрираат штетните наративи. Она кое што ние го немаме, а насушно ни е потребно,
е актот за дигиталните услуги. Европската унија веќе го користи на големо овој механизам со кој што располага, за да може да воведе некаква регулација врз содржината која што се пласира и на која што се изложуваат граѓаните на ЕУ на социјалните мрежи. Кај нас е бришано поле по тоа прашање. Социјалните мрежи имаат целосно ослободување да пласираат каква сакаат содржина. Постојат неколку модели и можности за факт-чекинг, меѓутоа тие бараат многу големи ресурси од страна на организациите кои што се бават со факт-чекинг, кои што ресурси пак се повеќе се намалуваат, да речеме, на меѓународно ниво. Досега е формирана неформална работна група со представници од повеќе институции кои се посветени на проблемот со странското мешање и манипулации со информации. Што и да се прави во моментов, се чини недоволно. Барем судејки според количината на штетни наративи кои си наоѓаат место не само на социјалните мрежи, туку и во потрадиционалните медиуми.